Почитувани, добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Додека си вадиме очи за политика, младите ни бегаат пред носот. Македонија забрзано се иселува и останува без граѓани. Бројот на иселени од државава е бројка за која се шпекулира веќе со години, може би и цела деценија, но сигурно е дека се мери во стотици илјади. Има некои извештаи и на Светската банка и на некои домашни организации, и таа бројка според тие информации изнесува од 400 до 600 илјади иселени луѓе. Но иселувањето веќе станува не само демографски проблем, туку проблем кој се пренесува на сите општествени сфери, се пренесува на бизнисот, се пренесува на економијата, се пренесува на образованието, бидејќи земјата останува без ученици и без работници, а се зголемува бројот на пензионерите, што дополнително создава и друг притисок врз пензискиот фонд и врз државниот буџет. Наши вечерашни гости се луѓе кои представуваат три големи области. Тоа е бизнисот, невладиниот сектор и образованието, и ќе се обидеме за овие проблеми да поразговараме од повеќе аспекти. Тука е Ѓоко Цветков, представник на бизнис секторот од компанијата Каптал. Добро вечер. Тука е Кенан Асани, директор на средното училиште ЕМУЦ 8 септември. Добро вечер. Добро вечер, како и Владо Димовски од невладината организација Центар за меѓуетничка толеранција. Добро вечер. Димовски, да почнеме од вас, бидејќи вие имавте едно истражување во склоп на оние сите истражувања кои излегува на оваа тема во однос на иселувањето. Ми се чини дека и вашите бројки се поразителни, што покажа? Ние работевме истражување во делот на образованието. Повеќе време работиме на такви истражувања. Уште 2014 и 2015 година работевме истражување во делот на образованието, недостатокот и тогаш го поменавме дека недостасуваат ученици во средните стручни училишта, недостасуваше кадар стручен и така натаму. Изминативе 5 месеци го работевме истражувањето за да видиме дали недостатокот на кадар во компаниите, во бизнис компаниите во Македонија е последица на иселувањето на младите или е последица на, да кажеме, немањето на стручен кадар, последица на лошите уписни политики во Македонија. Се утврди дека средните стручни училишта кои треба да произведуваат кадар за бизнис компаниите, го започнавме истражувањето ние во соработка со општината Газибаба, бидејќи најголемите индустријски капацитети се сместени на територија на општина Газибаба. Добивме огромна подршка од општината, градоначалникот, бизнис клубот на Газибаба кои го сочинуваат бизнисмени од индустријата, нели? И се обидовме тука да видиме, да истражиме каде е таа причина. Сето тоа не наведе дека младите кадри кои недостасуваат во делот на стручен кадар во компаниите, всушност и ги нема. Ги нема затоа што не се произведуваат како такви. Се свртевме малце кон средните стручни училишта и видовме дека бројките се катастрофални. Значи имате во училишта каде што одредени смерови немаат ни еден ученик. Одредени насоки немаат ни еден ученик во паралелка. Одредени струки кои се најпотребни се биле произведени во тие училишта и така натаму. Дошле до 4-та година, завршиле, се вработиле во некоја од компаниите, заради ниските примања во компаниите, замилеле надвор од Значи, вие отприлика имате една причинско-последичен однос во вашето истражување, каде што директно се поврзува образованието, недостатокот на ученици со недостатокот на работна сила. Веќе се пренесува. Имаме овој податоци, подоцна ќе говориме за тоа, зошто е тоа така. Имаме и недостиг на ученици кои не се запишуваат, без разлика што имаме бројки во проценти, без разлика што, да речеме, средното образование е заложително со законот. Имаме огромна бројка кои после 9-то одделение не се запишуваат, ја напуштаат државата со своите родители или одат кај своите родители. Да. Добро, ќе видиме и за тие бројки, ќе видиме причините. Господине Асани,
Еве јас ќе кажам некои податоци кои се јавно достапни во учебната година 2006-2007, значи пред повеќе од 10 години. Во Македонија е имало 231.000 ученици во сите паралелки. 9 години подоцна, во учебната 2015-2016 во сите училишта во Македонија имало вкупно 185.000 ученици. Значи за околу 9 години за 45.000 деца се намалил бројот во училиштата. Што покажуваат податоците од теренот, еве каква е праксата во вашето училиште? Да речем? Значи овој проблем е стварно комплексен и не може да се каже во една реченица за што станува збор и дека ќе направиме некој пресек, па би го решиле така адхок моментално. Меѓутоа евидентно е дека веќе тренд е да се иселуваат младите и тоа не само во Македонија, туку и цела источна Европа. Да, во цела источна Европа е тој проблем е присутен и меѓутоа јас секогаш поѓам од тоа нашето училиште кое на клетка ја гледам и мора да почнеме со позитивни вибрации. Можам да зборам за моето училиште, тоа се веќе политики на министерства, на министри, на влада, кои треба повеќе да размислуваат од нас и да го насочат. Јас што можам да кажам за моето училиште и како ние се обидуваме да го решиме овој проблем. Значи, јас сум тука директор во ЕМУЦ 8 септември од октомври месец. Првото што почнав да го воспоставувам, тој е линкот, значи вие спомнате таа причинско-последична каузална врска, каде беа проблемите. Значи, проблемите ги знаеме горе-долу. Значи, од лошите уписни политики, лошото менаџирање, сите тие работи, меѓутоа, секогаш тргнуваме од тоа, јас поготово неќам да зборам за што било, обично губитниците зборат 90% за проблемите, а победниците дават решение. Ја тргнав во офанзива уште од октомври, одмah воспоставивме линк прво со локалната заедница околу нас, Министерството за образование, што е нормално, без кои не би можеле да функционираме, градот Скопје тука кои ни даваат огромна поддршка, општината Газибаба на чело со градоначалници. Добро, господин Асани, можете ли вака да ми кажете прво каква е состојбата во однос на бројот на ученици? Еве вие сте долго во тоа училиште, не сте и пред да бидете директор сте биле, да. Прашање, меѓутоа ме навидувате на тоа и ќе кажам. Значи лани катастрофално се запишани. Знаете зашто? Бидејќи вашето училиште веројатно дека иста состојбата во сите училишта. Во сите, но вие сте тука, ако може во едно од најреномираните училишта да е ова катастрофална и алармантна состојба, може да замислите и во другите средни стручни што ќе биде понатаму. Значи лани, неќам да се извадам од ситуацијата, ја не бев директор. Меѓутоа, 25 години сум во тоа училиште, 33 години сум со работно искуство. Меѓутоа, во ова училиште сум 25 години и ги знам ситуациите, знам и од порано. Како доведе до тоа? Имавме 900 ученици. Сега се доведовме на работ да имаме 100 ученици само. Лани се запишани 11 ученици во албанските, 3 ученици во македонските паралелки. Чекате малку, ме зборувате за сите паралелки? За сите вкупно 11 деца се запишале лани во прва година. Од 900 во ученици? албанските и тројца во македонските паралелки. Од 900 ученици ЕМУЦ е дојдено до 100? До 100. Тоа е вистината. Значи, тоа е повеќе од алармантно, веќе нема каде да се оди. И затоа, уште од првиот ден, значи, повеќе сум насочен и фокусиран заедно со моите вработени, веќе го минувам и кодот на размислување и чипот. Зашто мора веќе, нема каде да се оди. Мораме да сфатиме дека секој мора да допринесе за тоа училиште, народски кажам, да пркне. Што направиме? Значи, воспоставивме линк со локалната заедница, со сите компании. На почетокот наидовме на голема недоверба. Не верува. Ја им предлагав стипендии, гледа со недоверба дали да влезат во такви работи или не. Кога им пресметав дека се работи за смешни суми, по 2000 денари кои би финансирали по дете, тоа е 300 евра годишно. 4 деца ако им требаат годишно, да се 1200 евра. 40 деца 12.000 евра. Потоа сватија, значи мора да сватат сите и бизнис компаниите и сите обкружувањето, мора да градиме доверба. Ако настапиме дека тоа Министерство за образование е наше, Бирото за развој е наше, градот Скопје е наше, локалната заедница се наши, директорите се наши, учениците, значи мора да воспоставиме таков линк, да имаме вистинска доверба.
И тоа го добро. направивме и веќе имаме позитивен фидбек. Добро, Затоа ќе продолжиме, збориме да, понатаму. ќе продолжиме, вие начнавте, ќе зборуваме, се разбира, за проблемите по-конкретно и за решенијата. Господине Цветков, представник, како што кажав, на бизнес секторот, предпоставувам дека вашиот главен проблем е недостатокот на работна сила сега во целава приказна. Да ви го опишам бизнес секторот во моментов во Македонија. Значи, Особено се извинувам за специфична компанија како што е вашата, која е IT компанија, работи со Каптал е компанија Областите 18 се, години, кој што има 58 вработени, кој што занимава со проектирање, имплементација, инсталација, интеграција на системи со напредна IT технологија и ICT технологија во телекомуникацијскиот сектор посебно и заштитата, нели, сепак на податоците. Меѓутоа, замислете дека како изгледа бизнес секторот сега. Понеделник сабајле доаѓа представникот на бизнес заедницата, се фаќа за глава и почна да се плаши. Бидејќи телефонот му звони, мелови доаѓа, нарачки добива, работа има, не може да го испорача, бидејќи нема работници да му го изработат. Тоа е реалност. Директорот на училиштето каже, 40 деца завршуваат 4-та година со некаква стручна спрема, со некаков занат во рацете. Да имаше 41 и 42, ќе беа во Каптал. Ако не ни ги земеше ариле метал. Значи има реален недостаток на стручни луѓе. Народна банка излезе со податок дека за минатата година има околу 600 милиони евра инвестиции. Од тие 600 околу 200 милиони било во производството. Што мислите за што се тие инвестиции? Во машини, во згради, во магазини. Кој ќе ги работи тие машини? Стручни луѓе од Македонија. Значи, замислете дека 40 и 50 деца кои што завршиле ЕМУЦ се веќе под договор. Они се вработени. За вработување. Да. Веќе од трета година се со занат вработени. Реалноста е дека недостасува сериозна количина на луѓе кои што се стручни. А особено вашата дејност е дефицитарна сега, па може да се каже и глобално, и дека Секако. многу е барана таа, и дека и оние млади кои отприлика го знаат да го работат тоа што е кај вас барано, Така е. одат надвор, бараат работа надвор, одат во Германија, конкурираат тамо и добиваат на тие огласи и ги земаат тамо да одат. Одат, меѓутоа одат со погрешни насоки. Прво, најчесто исселувањето од Македонија се базира врз вториот братучет на комшијата отиде и супер му е. На никакви реални основи. Се спомнува Германија. Се е на германски. Windows-от е на германски. Целиот живот е на германски. Ако не знаеш, германецот те враќа назад. Зимаат просечна плата, да кажеме 2400 евра. Ова се податоци моментално за 2018 година. 2400 евра. Зборувате во вашиот сектор? Не, Или- просечна плата на поголемиот просечна дел плата на во луѓе што Германија, се селуваат. Да, да, Значи една класа на луѓе кои што се потребни во фабриките, потребни во IT секторот. да. 2400 евра, не може да се преживее. Значи кај нас е 7000 денари за 80 квадрати стан режиски трошоци. Во Германија е 14000. За сораѓаните наши што пушат, Малборо е 120 денари кај нас, 400 денари во Германија. Тоа се некои реални податоци кои што ги удираат нашите граѓани по грб или по джеб кога ќе стигнат таму. А целото семејство да го иселиш во Германија и да живееш со 2 пати по 2000 евра, не може. Кај нас сигурноста е голема. Таму се работи по 10 сати. Било кој вработен. Да работи по 10 сати во македонска фирма. Ќе ги добие, ако не истите, слични услови на работа. Дома е. Треба да се успее во оваа земја. Да, во поглед на стандард, на цени, на трошоци, живееш дома, не плаќаш кирија, да речеме, и така натаму. На свое си. Да, да. Има такви некои пресметки. Димовски, дојдовме за причините за иселувањето, но вие долги години истражувате и во областа на образованието и самиот сте вие. Значи, од таа бранша ги знаете добро состојбите тука, проблемите. Кажете ми, кога зборуваме од аспект на образованието кај младите генерации, каде се прави основната грешка, уште еве од самите почетоци, да речеме од средното образование. Еве па да дојдеме полека до високото.
Основната грешка се направи кога се донесе законот за задолжително средно образование. Значи, тоа е првата и Зошто основна мислите грешка. дека е грешка? Веќе- Затоа што законот како закон си е добар. Имплементацијата на законот не е успешна. Најголем дел од учениците кои завршуваат 9-то одделение, предходно 8-то одделение, нели? Се определуваат да се запишат со таа уписна политика во гимназиските паралелки. Се зголемуваа гимназиските паралелки во средното образование. Задолжително е, па мораше да се запишуваат и така натаму гимназиските. Се одобруваа од страна на Министерството уште 2014-2015 година, се одобруваа нови паралелки, се одобруваа од страна на Министерството бројки до 38 деца има во паралелка. Замислете вие еден професор, наставник со 38 деца, дали може да работи? Квалитетно. Квалитетно да работи, што би рекол Кенан. Не може. И токму заради тоа почна да опаѓа квалитетот на законот за задолжително средно образование. Не се исполнува условите на оние деца кои доаѓа од подалечните места во поголемите градови, да речеме, или во поголемите општини, оние кои не можеа да патуваат, немаат јавен градски превоз, па мораа да бидат или во некој средношколски дом, а такви се малце во Македонија, или некаде да живеат како кираџи, а за тоа државата да им надоместува. Тука државата потфрли. Во 2015 година најповеќе потфрли, 2014-2015 година учебна година зборувам, најповеќе државата потфрли. Тогаш имаше најповеќе деца запишано во средното образование, но дури до јануари месец државата нити еден денар не исплати на родителите за она што тие плаќаа секој месец. Ако вие отидете под кирија во некој стан, мора на тој газда да му платите кирија, мора трошоците да ги платите и така натаму. Тоа се беше, ќе ви платиме, ништо не платија. Најголемиот бран на деца тогаш се отпишаа од средните училишта. Иако во законот стои дека 1000 евра е казната за родител и така натаму. Како ќе го казните ако не му обезбедите услови? Да, тие казни во пракса не функционираат. Во пракса не профункционира законот како закон. И токму заради тоа, од учебната 2014-2015 година почна да опаѓа бројот на запишани 9-то одделенци во средните училишта. Ние имаме еден податок во тој дел, дека во 2015-2016 учебна година биле 19,9% незапишани, завршени 9-то одделенци. 2016-2017 се покачило за 2%. Во 2017-2018 тој процент паднал. Значи, и сега се движи некаде околу 17,4% ученици кои не се запишуваат. И никому не му е гајле за тоа дали тие деца ќе се образуваат или ќе останат полуписмени. И најчесто тие деца кои не се запишуваат, тие деца веќе после 15-та година се стремат да заминат некаде кај своји роднини, она што Ѓоко го зборуваше кај првиот, вториот братучет и така натаму кои им се надвор од Македонија. И замислете, ако 17% од таа младина ви замине на 15 години, останатиот дел кога ќе завршат гимназиско образование, затоа што најголемиот дел е во гимназиското образование, кога ќе завршат гимназиско образование, ќе се вработат во разни кафичи, пилјари и така натаму, или ќе се запишат на некои од дисперзираните студии, па на секоја автобуска ќе можат да земат диплома. Истите тие веќе размислуваат за иселување. Во тој дел мора да се размислува за уписната политика и рационалното планирање на кадрите за потребите на пазарот на трудот во Република Македонија. Затоа што ако не достигаат бравари, ако не достигаат машински техничари, ако не достигаат заварувачи и така натаму, кои во моментов се како леп потребни во Република Македонија. Значи истражувањето тоа го покажа. Ако една компанија, гигант компанија, да кажеме Усје, во моментов има потреба од 4 машински техничари, во цела Македонија не може да ги најдете. Не можете да ги најдете. Без разлика што Цветков ги знае подобро условите околу
платите и така натаму, на што ние го истражуваме. Без разлика што им нудат плати, дури заварувачите, аргонските заварувачи и така натаму остваруваат плата од 30 до 35.000 денари овде во Македонија. Во било која од компаниите кои се од машинската или од енергетската струка. Да, тоа е за Македонија солидна плата. Сега Апсолутно. зборуваме за нашите Апсолутно, услови. да. Токму и затоа она што истражувањето ние се потпревме на податоците на ЕМУЦ 8 септември и со нив најповеќе и соработувавме во тој дел. Со бизнис клубот во Гази Баба, со представниците на компаниите, пробавме да видиме дали компаниите се заинтересирани, заеднички со директорот, дали се заинтересирани компаниите да вложат во образованието на стручните кадри. Во почетокот тешко одеше, но во овој момент, тој Кенон ќе го спомне, во овој момент, според истражувањето, 650 стручни кадри се потребни само за индустријата во Гази Баба. Само во општина Гази. Само во општина Гази Баба. Во општина Гази Баба имате некаде тука се големите околу фабрики. 200 компании во железара и во металски завод, Да, Титон, да. најголемите компании се и така натаму. Ако за тие компании во моментов некој може да обезбеди и да произведе 650 од различни профили. Да. Ние на пресконференцијата ги спомнавме кои профили фалат и така натаму, кои насоки. Ако некој се дрзне сега да ги обезбеди тие сигурно ќе имаат плати поголеми него ли она според нашиот стандард него и она што е во Германија. Да. Добро, вие ова што го правите е интересно бидејќи го правите на локално ниво, но може да се преслика генерално и на ниво на државата. Се разбира бидејќи е специфично е да речеме за општина Гази Баба. Но не верувам дека би добиле различни бројки и у други општини, на пример, Само да ви кажам, значи ние соработувавме во делот на истражувањето со Фридрих Еберт фондацијата која е партнер на општината Гази Баба во стратегијата за млади и така натаму. Соработувавме со асоциацијата на машинската и електроиндустрија МАМЕИ, која ги опфаќа компаниите од цела Македонија. Податокот кој доаѓа од Битола од германската фабрика Кромберт и Шуберт, дека во моментов им се потребни 7000 работници, а немаат. Значи немаат. Во овој момент за Кромберт и Шуберт да се понудат работници, зборуваме за стручните работници. Не зборуваме за оние кои како што реков, завршиле гимназија, не успеале да се запишат на факултет или се запишале не и модел факултетот, па потоа работат по некои кафичи, пицерии и така натаму, не им се допаѓа таа работа и заминуваат од Македонија. Зборуваме за квалификован кадар. За квалификован кадар. И покрај сите тие напори да се направи квалификован кадар, ние од 130 компании добивме прашалници, значи прашалници кои пративме за истражувањето и така натаму. Во дел од прашалниците се бараат неквалификован кадар. Работници за утовар во магазин, не знам, манипуланти на роба и така натаму, кој не е квалификован кадар, тоа е физичка работна сила. И такви ги нема. И такви нема. Значи и такви ги нема. Добро, господин Асани, вие ова што ми го кажавте, значи можам да заклучам, ми кажавте две работи, една негативна, една позитивна. Едната е со бројот на упишани ученици, кој е тренд во сите училишта, значи не само во вашето, но овој план и ова што ми го кажавте дека тие ученици 40 кај вас што се дека се веќе практично вработени доколку сакаат, е интересен показател. Мислите ли дека можеби треба да се направи некоја погенерална стратегија на државно ниво, да се, ова што го збори господинот Димовски, да се направи некаков, мислам, не некаков регистар во агенциите за вработување, има регистар кои кадри најмногу се бараат, па некако тоа да се усмери кон образованието на такви кадри да се образуваат и така натаму. Потполно се согласувам со вас, значи секако дека треба. Ние сме само една иницијална каписла од каде треба да се почне да се шират тие позитивни вибрации. Зашто не смееме да гледаме се така себе. Има излез, има решение, меѓутоа треба да бидеме малку поупорни и да се фокусираме вистински на проблема. Тоа веќе го сторивме со сите овие што се представници наши околу линкот што го спомнав преска, значи локалната заедница, Министерството за образование, и они сваќаат дека мора да се иде напред. Имаме огромна поддршка, реално, и од градот Скопје, и од општината, и од невладините организации.
УСАИД, МАМЕ, што ги спомна и господинот Владо и сето тоа. Меѓутоа, главното е повторно со компаниите, веќе кај нив владе тоа позитивна енергија и они доаѓаат сега не барат нас. Значи имаме со повеќе од 65 компании направивме контакти, меморандуми, ги барат децата нашите деца да идат кај нив на пракса, некои дури им нудат и парични средства нешто. И така што веќе борбата е во компаниите да соберат деца од кај нас. Со ова со стипендирањето на почетокот реков дека беше многу тешко, меѓутоа сега веќе сватија дека тоа е смешна работа. Да им отиде, јас стално го спомнувам тоа, некој шаковски клуб да им побара таму 5000 евра, се знае со нивниот генерален директор, без проблем ќе им пушти, ќе им даде тие, ќе им ги даде за учествуваат на некој, не знам, турнир или организираат они турнир. Па кога се работи за нивната иднина на компанијата, јас сега зборам за систем. Инаку за ад-хок, можеме ни од формалното и неформалното образование, ќе земеме со преквалификации, кој што планираме тоа, за 3 месеци ќе им преквалификуваме, тоа е само моментално некоја дупка вака народски речено да скрпиме. Меѓутоа не е систем тоа. Јас зборам за систем за понатаму, за никогаш да не се доведе до ситуација да рече дека еве немаме кадар. Не, уште од сега ние ќе си ги планираме. И затоа секоја фирма направивме акцијски планови, ни доставија по колку работници им фалат во кои струки. И сега ние спрема нив што им фалат, така и ќе обучуваме и кадри и со тек на времето они ќе може само да си ги преземат во нивните компании, а со тие што ќе бидат најдобри, што е целта на сето ова? Зашто некој не сака само со средно образование да му остане синот. Меѓутоа им гарантираме дека тие што ќе бидат стварно вистински во таа сфера, самата компанија ќе им возможи исто да проодност да се запишат на машинските факултети и на крај да си ги земе повторно во фирмата. И ко вистински, а не проформе кога да сега. Ние имаме полно што имат завршено, дури имаме смешни ситуации, тој не знае да се потпише. Не знае име да си го напише, а машински техничар. Како ќе чита тој техничка документација, како ќе работи со тие CNC машини, значи за тоа треба вистинско образование. Тоа сакам да го укинам и од сега натаму не проформе. Туку сите сме ангажирани, и професорите, и бизнис компаниите, нивните инженери, со нашите инженери, кај нив на пракса, кај нас ќе доаѓат и вистински да ги обучиме за тоа што треба. Па крај на крај, и ако бега во странство, што спомена господинот Ѓоко, па и таму барат професионалец. Не барат некој неук таму. Само да се надоврзам на... Токму ова сакав и да ве прашам, тоа ми беше едно од прашањата, се сеќавам кога јас учев во такво техничко училиште пред, не знам, 15 на години кога беше. Ова што го кажавте сега е, и тогаш беше проблем, и јас, например, го имав забележено, дека едноставно ти можеш да го завршиш тоа образование, тоа формално образование, тоа училиште, но на крај не си обучен, ти не знаеш да го работиш тоа што треба да го работиш. И праксата што ја правевме уште тогаш беше исто така како што велите вие про форма. Одиш таму во некоја компанија, се појавуваш, се запишуваш. И стално споменува и се господин сведува на Владо, тоа, дека ги тера да купи бурек, да чисти со метлата, а не тоа што треба да направи во фирмата. Веќе тоа го отстрануваме, значи има позитивни реакции и од фирмите, и нашите што се веќе, и ние извршиме реформи во самото училиште. Значи не може веќе така. Нема часови, ги смениле и кога ме праша да колку викам до 10 сат работиме. Да, но за жал вие зборувате за вашето училиште. Да, и мора, тоа ми е приоритет и мора да го средим. Значи ние сакаме да ова да се пренесе на целиот систем на сите училишта. Па тоа е Сакате шемата. да- Сега, Како да можеме да го спречиме иселувањето на младите стручни кадри? За млади стручни кадри кога зборувам во моментов за она што е средношколски стручен кадар кој е потребен на компаниите. Високо стручен кадар каков таков го има. Оние најврвните научници, иноватори и така натаму, тие заминале, не останале во државата. Но го имаме како стручен кадар. Своевремено, ако се сеќавате на техничките факултети, едва имаше студенти. Сега ги има. И на машинскиот, и на електро, техничкиот факултет, ФЕИТ, и на Финки, и така натаму, ги има како студенти. Дел од нив ќе останат во оваа држава, но што е стратегијата? Стратегијата која ние заеднички преку истражувањето со општината и со училиштето ја градиме во моментов, е да компанијата, ако и се потребни 10 заварувачи, како пример, или 11, да ги гради од прва година во училиштето, да ги стипендира, да им обезбеди услови за пракса,
да им обезбеди материјал каде што тие ќе се остручуваат. Првите чекори во делот на праксата ќе ги обавуваат во работилниците во 8 септември. Тие имаат прекрасни работилници. Уште од времето на бивша Југославија машини кои се прекрасни машини, не се CNC машини, компјутерски и така натаму, но првите чекори се учат За обука, да. нели за таква обука. И ако 4 години компанијата го следи тој ученик, ја обавува праксата и во училиштето, и во компанијата, под надзор на ментор од училиштето, на ментор од компанијата, инженери и така натаму, после 4 години таа компанија ќе има стручњак кој ќе знае да чита техничка документација и веќе да се вклучи на 18 години директно во процесот. Али за тоа со компаниите па и се преговараше да тие обезбедат услови, да обезбедат добри плати, кои нема да бегаат, затоа што на една средба со група бизнисмени од нивните човекови ресурси и така натаму, вика, па ние ќе го земиме, ќе му дадат 1000 денари поголема плата во друга компанија, ќе не избега. Тогаш јас им реков, па дајте им вие 1000 денари поголема плата. За да не избегат. Да, па тоа е таа спирала, по тоа што доведува и до раст на платите, доколку се Само на намалува тој начин, работната ако сила. така кадар се гради, веќе компанијата после 4 години ќе го има како свој човек. Тој ќе се зближи со работниците, ќе се зближи со мајсторите, ќе се зближи со менаџментот, ќе се покажи во работата и тој нема да сака да избега од Македонија. Ова што го зборува господинот Димовски ми доаѓа како паралела со една изјава на премиерот која ја даде скоро, во тоа кога тој зборуваше за инвестициите кои ги прави владата, нели и така натаму, дека сосема е можно Македонија наскоро да увезува работна сила. И таа изјава некако беше дочекана така прилично со некоја доза на иронија во голем дел од јавноста, бидејќи за Македонија и звучи како иронична изјава, нели? Тоа мислам реално така е. Но кога ги слушаме овие показатели, овие бројки, мислите ли дека е можно навистина да се доведеме до такви ситуации? Пред повеќе од 15 Особено години... за некои дефицитарни сектори, можеби не за се, но? Не, пред нешто од околу 15 години тогашниот канцелар, премиер на Германија, Герхард Шредер, изјави пред Бундестагот дека имаме моментална, веднаш, промптна потреба од увоз на 370.000 високостручни кадри. Ситата ситуација беше дочекан на нож. Вика, ние имаме работници на лента. Нас не треба кадар кој што Германија ќе повлече напред, технолошки. Истата изјава на премиерот Заев. Како е чарето да се задржат луѓето кај нас? Да бидеме реални, во Македонија премногу се занимаваат луѓето со анализи. Бизнисот нема време за анализи за чекање. Реално фалат 3000 луѓе во фабрика, во моментов сега. Кромберт и Шуберт, Дрексел Мајер, возат, нивните шофери возат автобуси секој ден по 100 км напред и назад, за да земат работна сила да донесат. И од Кичево за работници. Значи, дали Македонија има потреба да увезе луѓе, стручни, да ја повлече напред? Да. Дали има чаре на ситуацијата? Да. Чарето се луѓето пред нас, кои што треба да произведуваат кадри, за да Македонија стане земја која што ќе има доволно стручна, полустручна работна сила, слободна. Не ефтина, но поповолна, него регионот. Тоа е еднината за Македонија. Значи, мора да имаме работна сила која што ќе биде доволно. Мора да се едуцираат родителите во Доаѓаме до семејството. Да, значи Ова е родителите, за да не им бегаат децата надвор од државата, мора да се едуцираат родителите, затоа што и во моментов целна група треба да видат родителите на одделенците. На одделенците, затоа што девето одделение дете на 15 години размислува да се запише кај што ќе му речат родителите или каде што му дадат другарчињата. Тоа се двете работи. Само не размислува, другарчињата ќе му дадат во тоа школо и тој заминува по нив или родител. Но родителите се тие кои треба да ги насочат. Од времето кога се укина усмереното образование кое беше едно од најдобрите образованија за обезбедување на кадар за пазар на трудот, од тогаш па навака почна да се зголемуваат општествените науки и така натаму, ние останавме без стручни кадри. Она што премиерот Заев го зборуваше,
мислам дека погрешно беше сватен или така беше хейтан по социјалните мрежи, нели? Но се работи дека ние ќе мора да увезуваме... Не знам, и мене ми беше иронична таа изјава која ја слушнав, но сега кога ве слушам вас со податоциве, веќе не ми е толку. Знаете што? Веќе поинаку ја гледам. Ако јас само еден пример ќе ви кажам. Со ваквиот начин на обезбедување на стручен кадар, со преквалификацијата што би била, првата работа е ќе ги задржиме младите да не бегаат, затоа што претежно за преквалификација имаме ние млад кадар. 50 годишњаците и така натаму, тие веќе ќе ја чекаат пензијата да се пензионираат. Не можете да го преквалификувате во заварувач и да го пуштите некаде на некои челични конструкции да работи. Секоја чест за оние кои можат тоа да го направат, нели? Но генерално јас не сум за тоа. Младите со ваквата динамика, со преквалификациите, јас тврдам дека индустријските зони кои се во Гази Баба ќе вработат голем дел на луѓе. Општина Гази Баба ќе треба по примерот на една Инџија во Србија да увезува работна сила. Од другите општини или од другите градови. Да. Има денешна исто една изјава би сакал да ми искоментирате на директорката на Агенцијата за вработување, исто така се дигна голема прашина околу тоа, да. Во контекст на ова што го зборуваме, точно и за вас како работодавач, вели Билјана Јовановска, дури 70% од невработените одбиваат да се појават на интервјуа за работа кој ги обезбедува Агенцијата за вработување. Таа се согласува со констатацијата на Светската банка дека половина од населението ниту бара работа, ниту сака да работи. Се соочуваме со проблем кога еден работодавач бара работна сила. Имаме ситуација кога од поканете и невработени 70% не доаѓаат, бидејќи не е задолжително да дојдат. Од 30% што ќе дојдат на интервју се упатуваат кај работодавачот, половина одат на интервју и најчесто ја одбиваат понудата за работа и тоа од најразлични причини. Невработените наведуваат да им одговара место, смена, плата. Најголем процент од долгорочно невработените се со основно образование и тие се потешко вработливи. Кога ги кажува, исто така и оваа изјава беше дочекана на нож на директорката, звучи така, им звучи невозможно на многумина која слушаат во Македонија, каде што знаеме дека невработеноста е еден од најголемите проблеми. Но еве вие како компанија се соочувате ли со вакви примери во пракса? Да. Значи имаме константно 1 до 2 огласа за стручни и полустручни кадри кои што сакаме да ги примеме, да работат. Меѓутоа има некоја ментална одбивност. Не одат понатаму. Премногу се високи очекувањата. Каптел како компанија, значи јас сум еден од тимот кој што ја работи... Може би нудите ниска плата? Не е до парите. Каптел прво нуди можност за едукација. Дојди со платена пракса, работи. Ако се покажеш, идеш после по договор со повисока плата. Во Македонија прво треба да се смени начинот на разместување дома. Јас сум сигурен, првиот представник на јавната власт, што ќе излезе со позади 5 директора и ќе каже, за овие 5 компании има потреба од 400 луѓе моментов. Тие се категориите што се барат, тие се платите што се нудат. Ја ви гарантирам дека ако не 400-200 луѓе ќе се вработат утре. Треба да се смени пристапот за родителите кон своите деца. Сватат дека не е целта да се бега надвор. Целта е тука да се остане. Тука да се инвестира во своето дете. Добар дел од кадрите што доаѓаат, да кажеме, во Каптел и во другите компании, немаат соодветна стручна спрема. Но лутаат во делот како да се оспособат. Не знаат. Ја гарантирам дека не знаат за господата. Не знаат дека може за ефтини пари, па дури и за бесплатно, пошто многу компании нудат бесплатна преквалификација. Да дојдат до соодветното знаење. Во моментов и државата нуди бесплатни Преку Агенцијата за вработување. Преку Агенцијата за вработување, бесплатни преквалификации. Ова од мој аспект јас како гледам. Значи во животот се е 50-50. Колку имате добра една работа, обавесно имате 50% и толку и лошо. Добро беше, многу факултети на секоја лива да факултет, каде што сакавме имавме универзитети. Сега дојде денот, фидбекот е тој. Каде тие луѓе сега?
Имаме ние, значи, точно зацртано за кои компании, како што вели господин Ангелко. Таква е стручна спрема, таков кадар. Ние немаме такви кадри. Немаме и вистински така обучени кадри. Тука е проблемот. Значи имаме ние многу произведено некакви кадри у воздух, меѓутоа не за тоа што нас не е потребно, туку само колку да има факултет. Порано кога се запишува луѓето на факултет, барем по мене знам, пред 33 години одев на факултет што го сакам, а сега се запишува колку да има факултет. Во тоа е целиот проблем. И околу тоа малку треба да се да бидеме поусмерени, поготово од Министерството, од каде што... Мора да сватат родителите дека веќе не важи таа девиза порано која беше учи синко за да не работиш. Да. Значи не вреди таа повеќе. Сега сме сосема друго општество и така натаму, сега треба да ги насочат своите деца за да не им бегаат, зборувам, за да не им бегаат од државата, затоа што им избегаа младите, комплетно избегаа. Дали се тоа по подобар живот или незадоволни и така натаму, сигурно не се од невозвратена љубов, но за да не им бегаат мораат да ги насочат уште на 15 годишна возраст. Добар мајстор на 18 години, заварувач, машинобравар, И тука може да заработува машински добро. техничар и така натаму. Кога тој ќе се покаже во оваа компанија, компанијата ќе го стипендира да заврши машински факултет. Тој многу полесно во Германија ќе се снајде или во Франција или во Англија или било каде, отколку да речеме на почетокот на своето заминување од Македонија. Да, но младите кај нас кога се запишуваат особено на факултет, најмногу се запишуваат во некакви звучни професии како бизнес менеджмент, како такви некои економски, правни струки, да, тоа им изгледа пред емисијата пожално, поелитно, кога разговаравме, Ѓоко кажа, во Германија тужби не извезуваме. Да. Во Германија штрафови извезуваме. Да. Значи, Ние сме земја кој што се извинувам господин Владо да се наводим, значи ние сме земја кој што не може да извезуваме тужби. Го немаме англосаксонското право, не живееме во Англија. Ние сме земја што треба да биде извозно ориентирана, производи да извезуваме. Тие 200 милиона што се влезени минатата година во странски инвестиции, се во машини, во фабрики, треба некој да ги упогони. Не во тужби, секоја чест за правниците за правен факултет. Меѓутоа Македонија во таков период сега, пред 50 години било друго. Ние треба да бидеме мека за работна сила, стручна работна сила со поволни услови. Мала земја сме, многу инвестиции ни се нудат. На капитал му се нудат инвестиции за проширување. Многу е внимателен во начинот на развој. Но одиме во развој. Капитал 18 години компанија, успешна компанија која што константно се шири. Единствениот, главниот фактор зошто компаниите како Капитал се успешни е инвестицијата во вработените. Капитал се вработените. Константна дообука, инвестиција во дообучување, до квалификација. Тоа е клучот. Но и сега проширувањето и идните инвестиции ви зависат и од фактор од кој порано можеби не ви зависеле толку, Директно. од недостатокот на работна сила. Директно. Ви Значи, станува кажам, проблем. јас сум дел од тимот кој што треба да прави развојната компонента на Капитал. И ние знаеме што ќе се случи наредниве 30 до 36 месеца. Што се треба да испорачаме, која се инфраструктура треба да изработиме. Ни треба дополнителна работна сила. Значи, не е прв разговор што сме разговарале. Затоа кажа, ако од тие 40 што ќе излезат од 4-та година или 50, ако имаше 57, 52, ќе кај нас. Да. Ама веќе не претрка другите компании. Добро. Мораме да направиме една кратка пауза за реклами. Вие, почитувани гледачи, останете со нас. Брзо се враќаме во студиото и продолжуваме со емисијата.